Новото владеачко мнозинство го преживеа првиот посериозен тест во собранието. Денеска не помине интерпелацијата за работата на спикерот која ја поднесе опозицијата. Африм Гаши не понесе политичка одговорност по серијата скандали поврзани со него, како молитвата во парламентот, инцидентот на неговото обезбедување на Скопскиот аеродром, патувањето со колона службени возила на свадба во Косово. Значи, за разлика од Талат Џафери, кој што беше мастер, он беше мајстор за скандали, вие го надминавте. Практично во 100 дена направивте рафал од скандали и станавте можеби велемајстор. Ова е познатиот случај кој не би го елаборирал посебно, затоа што јавноста е запозната со косовската председателка Вјоса Османи, кој што спротивно дури на Виенска конвенција, ако сакате, одбила да го претресат багажот, па вие по спикерска директива сте го пратиле шефот на вашето обезбедување и овој телохранител ваш таму спроведувал шерифска или улична правда. Никој нема против. Вие кои се чувствувате како христијани да се практикувате обреди, вие кои се чувствувате како муслимани да се практикувате обреди, некој кој се чувствува како будист да се практикува обреди, меѓутоа, во јавна институција, согласно нашиот устав, согласно судската пракса на Уставниот суд, согласно юриспруденцијата на Страсбур, тоа е недопустливо. Одговорот на Гаши беше дека интерпелацијата има етничка позадина. Ова не е интерпелација против Африм Гаши, туку против верската припадност на претседателот на собранието. Ова не е интерпелација за пречекорување на овластувањата на претседателот на собранието во однос на безбедноста, туку против добрососедските односи и заложби за повлекување на признавањето на Косово. Ова не е интерпелација за наводната повреда на законот за јазиците, туку поради фобијата против албанскиот јазик и етничката припадност на претседателот. Опозицијата го тврдеше спротивното, дека Гаши треба да се замени, дека интерпелацијата требала да дојде од најголемата владеачка партија, ВМРО-ДПМН. Имаме обврска пред себе си превеганите да му застанеме на патот на башибозлукот и беззаконието кој од првиот ден го промовираат партиите од власта. Ако имаа барем трошка самопочит, ако сакаа барем малку да си го сочуваат образот, оваа интерпелација ќе дојдеше од пратениците на ВМРО-ДПМН. Каде е денес Мицкоски повторно да порача? Никој не е на народот, законот и уставот. Ке има одговорност, ке има правда. Оваа е интерпелација која што нема никаква допирна точка со реалноста и прекршувањето на собраниските процедури. Очајнички политички производ на новата коалиција која што ја сочинуваат СДСМ, Левица и ДУИ. Зад интерпелацијата не застана ниту Европскиот фронт предводен од ДУИ и оваа коалиција смета дека мотивите се етнички. Констатираме и мислиме дека мотивацијата за оваа интерпелација не се однесува на работата на претседателот, туку се однесува на неговата етничка припадност. За интерпелацијата гласаа само од Левица и од коалицијата на СДСМ, што не беше доволно за Гаши да падне од спикерската позиција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.